Емилија Ѓорѓевска е родена во 34-та недела. Само неколку минути порано од незината близначка Ивана. Незините родители кажуваат дека биле ситни бебиња со многу силни гласови. Јас се пријавив на македонски идол затоа што сметам дека стварно на македонската музичка сцена и треба некое освежување и дека пред се има млади таленти како мене. Емилија е член на хорот Менада, еден од најдобрите, ако не и најдобар хор во земјава, кој го предводи маестро Ивица Зорич. Ова е дел од младежта на Тетово, која што постојано пее, град со богата хорска традиција. Наше големо задоволство и Емилија е дел од овој хор. Која песна ќе ја пееш на настап? Ќе ја пеам од Pink Perfect. И што мислиш, тешка? Па, не ми е тешка избрав затоа што се однесува за сите девојки пред секој во животот се чувствувале поценети и отврдени од околината, но треба да го препознаат како и сите вас овде тоа нешто во себе и да станат свесни дека и тие вредат. Покрај музиката, сака да игра кошарка со другарките и другарите. Омилен кошаркари е Леброн Джеймс. Ужива во цртањето и сликарството. Има учествувано на неколку локални изложби. Моментално преокупација е цртањето стрипови. Сега го следам тоа што го црта Umbrella Академија од Габриел Ба и неговиот брат. Тие се двајца близнаци, многу добри стрипери, аз си ги поддржувам затоа што се близнаци. Воопшто не е сменета, значи со сите се поздравува, не е нешто да ја удрила уште од сега славата во глава. Baby, baby, please don't you ever feel like you're less than perfect. Се гледам како звезда. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my city life. Mistreated, misplaced, misunderstood, no way it's all good. Easy love told me down. Mistaken, always second guessing, underestimating. Look, I'm still around. Baby, baby, please don't you ever feel like you're less than perfect. Baby, baby, please, if you ever feel like you're nothing, you are perfect to me. You're so mean when you talk, but yourself, you were wrong. The voices in your head, make them like you instead. So complicated, look at me, you make it filled with so much hatred, such a tired. It's enough, I've done all I can think of. Changed that all my demons, I need you to the same. Baby, baby, please, don't you ever feel like you're less than perfect. Baby, baby, please, if you ever feel like you're nothing, you are perfect. Gold was here, so I swallowed the beer. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So go in line, I would try, but we try too hard. So wasting my time for the preachers are everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves and we do it all the time. Why do we do that? Why don't I do that?
Како си? Супер. Ајде да видиме што ќе каже нашето жири за настапот на Емилија. Добро вечер, Емилија. Емилија, уште една трансформација прекрасна, уште едно изненадување. Стайлингот ќе го пофалам исто, еден аплауз за него. Тетоважата е трајна или? Не, добро за среќа, добро. Перфектно беше ова што го изведе. Ви благодарам. И уште една потврда за нашиот избор. Не направи многу горди и се надевам дека тетовчани ќе гласаат вечерва за тебе за да одидеш понатака. Ти посакувам се најдобро. Она што дефинитивно е многу важно е тоа што си растела во рацете на еден голем педагог. Тоа е господинот Ивица Зорич, кој што го поздравувам. Покрај запров двајцата најголеми педагози што се однесуваат до хорската музика. Емилија, нема да го коментирам твоето пење, освен тоа што ќе кажам дека испеа на свој начин, што е многу битно, бидејќи вечер одбора песна од мојата најомилена пејачка на ова време, Пинк. А она што е многу битно е тоа што беше своја и покрај тоа што ја имам замерка на оние паузи, да ги не чувствуваме паузите кои што се случуваат во песната. И второ, што е многу битно, твојот стайлинг ми се допаѓа, нешто ми е некомплетно, не знам што е тоа што ми го прави да ми смета, но во моментов сум толку возбудена од сите вас, што вечерва ме направивте премногу срекна со вашето пење, со вашите настапи. Извонредна беше, браво! Тетовке, ке те бесим со јуже. Девојче, значи, она околу кое се кршеа копија некаде во Охрид таму, кој да влезе во финалето, кој нема да влезе. Морам да ти признам дека ти беше на самата граница. Но исто така имам податоци дека голем број од луѓето што учествувале по светските идоли и тешко влегле во финалето, на крајот победувале, девојче. Не сум сигурен дали тоа што ти го дал Господ можеш на вистински начин да го покажеш во хорот Менада, затоа што тоа таму е сепак една тимска работа, хорска. Точно. И јас те проценив тебе од првиот момент како индивидуалец, иако имаш сестра близначка. Вие сте, предпоставувам, две индивидуи, различни. Каде е таа? Тука ли е? Тука. Каде си? Здраво, Злато. Девојко, ум во главата и далеко ќе стигнеш. Браво! Опуш едно мечка. Гласете за Емилија ако таа е вашиот фаворит, поддржете ја да победи, како што и посака жири комисијата. Ете го нејзиниот број на вашите мали екрани, дајте ја вашата поддршка и таа сигурно ќе стигне многу далеку во македонскиот идол. Така е. Иако јас очекував вечерва да ја видам сестра и на Емилија како поддршка, но сепак тука е Благоја, добар другар. Добар другар. На која од двете подобар другар? На Емилија? Па може да се каже. Добро, а сестра и дали би исто пее како Емилија? Па би рекол дека добро пее, меѓутоа тоа што вечерва Емилија со нас сметам дека е оправдано и на некој начин би рекол дека Емилија се издвојува во нас. Каде па другата година и за сестра ќе имаме можност да видиме нова сцена. Ти се допадна настапот? Да, сметам дека ова што беше вечерва изведено од страна на Емилија беше извонредно, а она што ја издвојува другите тоа што е има се само 17 години и е значи многу помлада од другите, така што нас ни престанува само да гласаме за неа за да можеме да го видиме тоа што таа се уште не го прикажала голема е нејзината листа.